поводот за денешното гостување на нашиот гостин е секако хуманоста, бидејќи и тој е еден од луѓето кои и такако придонесува да се помогне некому, па овој случај исто така и за Бела и за Теодора, кои имаат во моментов најголема потреба од помош. Овдека со нас во студиото е познатиот Мики, познат како Тралала, со кого ќе поразговараме за тековниот настан кој ќе следува во недела, односно голем концерт кој го организира тој. Добро утро, Мики, добре ни дојде во утро. Добро утро, добро ве најдов. Убаво е чувството да се помага, го знам одлично искуство, меѓутоа ете знам дека си голем хуманитарец. Па ајде малце повеќе околу концертот да ја запознаеме јавноста што се ќе следува и што те поттикна да го организираш концертов. Па вака, прво да почнеме од поттикот, нели? Член од семејството на Теодора побарал од колегата Трајче Димитриев, кој што заедно организираме помош. Тој се обрати кај мене како повеќе искуство имам од тие работи. Нормално прифатив од прво, пошто тоа ми исполнува, исто така ми е манет оставено од моите покојни сопруга Тања Маџунков, која што беше исто голем хуманист. И одмah прифатив, малце кратко времето, ама успеаваме за 24 сата главните работи да ги обезбедиме. Имаме голема, богата музичка програма, со речиси сите поголеми звезди од наши колеги од македонската естрада, кои исто така испаднаа усусрет прифатија се. Некои од работни обврски не може да дојдат, али оправдано е, нормално сега. Тоа живееме, тоа не е работа. Че има многу изведувачи, како например Благица Павловска, Цаки Кисми, Блага Петревска, Адријана Кеш, нашата Миријана Митрева, која што е представник на Гранд Звезда од Кавадарци, Маријан Коцев, нашата Кате Танева, нормално, Тале Мајка ќе биде од Мерак Меана, вие како водителка нормално, Диме Коцевски и уште многу, негде околу 17-20 изведувачи минимум ќе бидат. Концертот ни беше у план да биде помалце време трајање, ама пошто испадна голем интерес, така да ќе биде негде околу 2-2,5 часа, ќе има доволно забава. Пред се целта ни е што повеќе средства за дечињата да се соберат. Те сите средства ќе одат за ни. Голема благодарност до жените од Вешта жена од организацијата од Кавадарци, кој што ни испадна у сусрет, че имат штандови таму кои што се продават нивни домашни производи со некои балончиња, сокчиња, истите средства ќе одат за децата. И исто сакам да му заблагодарам на сите помагатели и спонзори што испаднаа, а ги има многу. Доста не испаднаа во сусрет и некако дали од хуманитарно се одправа опали се. Тоа значи дека сепак кавадарчани имаат свест за хуманост. Да, па ќе видиме у недел на самиот концерт, се надевам дека ќе се наполни салата. Еден апел, сите не може да купат карта. Имаме доста продажни места, доколку некој не е во можности да испадне да купе, може да ни исконтактира на социјалните мрежи до домашна адреса, че му ги донесиме, само да соберат повеќе средства за дечињето, и стварно му се многу потребни. Така е. Меѓутоа, ете и доколку некој не е во можност да присуствува, сепак може да купи карта. Може да купи, да. Па да ја подари на некого, да. Или пак да купи малце повеќе карти, па нека дојдат и двајца луѓе, ама нека купат 4-5 карти, да речеме. Зашто да не? Затоа што сепак моментот е сега да се пружи рака и да се А времето е кратко. Помогне. Времето е кратко. Едното девојче е више во болница во Италија, другото чека да се соберат средства за да оде на лекување во Мексико. Кај што нов програм на лекување, сега многу не се разбирам тие работи од прилика, кај што ми објаснато, што обеќа дека ќе биде се во ред и се надевам да биде се во ред. Дај Боже да биде се во ред. Еве, одлична и прилика на сите, да речам, посетители кои ќе дојдат на концертот, да ги послушаат оние звучни имиња кои се од македонската. И Јордан Митев исто ќе биде, Дамјан Стојановски, Златко и Владко Милдиновски. Така, да не ги заборавиме, дури има и изведувачи кои не се на постерите, а сепак ќе бидат присутни, како едно изненадување
на гледачите. Меѓутоа, интересно е тоа затоа што можам да кажам дека многу одамна, да речеме, Благица Павловска и некои од тие немаат гостувано токму на овој баш тоа регион. мислам дека ќе придонесе поголема посетеност на концертот. Сепак целта е да се продадат карти, али добро би изгледало и да е полна салата. Да. Би било и за градот добро и за хуманоста, да кажем дека стварно до сега сите иницијативи хумани што сум ги правил се покажале Кавдарчани како хуман народ. Се надевам дека и овој пат така ќе испадне. Да, јас сум сигурна дека така ќе излезе, мислам дека ќе се бара место повеќе, заради тоа што сепак се работи за квалитетни изведувачи и секоја чест на сите кои се озваа на поканата да присуствуваат и едноставно ете тие 2,5 часа, па и 3 нека траат. Па можно и 3 да едноставно си го разубават денот, да се расположат, меѓутоа и со самото тоа да придонесат, затоа што секојдневно даваме пари, можам да кажам, за небитни работи, трошиме пари, а кога ќе дојде ваков момент, навистина треба да се покаже. Па најмерно и влезницата ставиме 200 денари, символична цена, мислам дека не е многу за нас како што немаме макан или не дај Боже и да имаме здравствени. Не би било едно кафе у чаршијата 200 денари, зошто да не дојдат им забава малце, се релаксират, че ги имат сите услови, јалок и храна и се, ќе придонесат да им се помогне на тие дечиња. Токму така. Мики, јас ти благодарам ете што одвои време да се одзвеш и на мојата покана да бидеш токму овдека во утро со цел да ги информираме граѓаните од Вардарскиот регион. Јас сум сигурна дека можеби не само од Кавадарци, ќе има и посетители од другите општини околу Кавадарци кои ќе дојдат на концертот со цел да ги видат изведувачите, да се потсетат некои можеби на младоста во времето кога ги слушале тие изведувачи, пошто некои се веќе и повозрасни, да речам, и не вадат нови песни, немаат толку чисто настапи јавни, каде што јавноста може да присуствува на нивните концерти. Така, ви благодарам и ја вас на поканата. Мило ми е што ме поканивте како единствена регионална, кавадаречка телевизија. Гледана, сакам да упатам уште еден апел до сите гледачи што не следат. Нека си купат карти, нека предонесат уште еднаш да докажеме колку Кавадарци, не колку дека, односно најхуман град у Македонија. А мислам дека тоа може да го докажеме и да предонесеме и да му помогнеме. Така, и морам да напоменам дека во план ти беше да правиш концерт за твојата Тања, меѓутоа сепак одлучи овој концерт да го посветиш на неа, да не правиш уште еден, со цел ете да се помогне и на децата. Да, овој концерт ќе биде на незе посветен, бидејќи требаше да правам на 17 јуни, многу е наскоро, па за 17 јуни, тоа е денот кога почина, од година ќе продолжиме тоа да остане како традиција. Да. Така. Добро, ти благодарам уште еднаш за присуството, а во продолжение ќе ја погледнеме и музичката numera токму од Мики Тралала, посветена на неговата сопруга со наслов Најмила.
нашата мила убива и сите ангели јас ги мола да те чуваат тебе најмила и сите ангели јас ги мола да те чуваат тебе најмила. Како збор што си изборевме, исти планој ковевме, тогаш време застана, живот престана. Сам сум, ама не сум сам, имам чедо со тебе. Кога ќе ме погледне, ти си крај мене. Кога ќе ме погледне, ти си крај мене. Ах, ластовице моја лекокрила, каде ли ми одлета? В гнездо пиле остави, уште пред да прелета. Само сликата твоја остана, чедото си ја милува и кога прашува кај е мајка му, тогаш немам збор, ниту одговор. И сета прашина што се издигна со песнава ке ја избриша. Како збор што си изборевме, исти планој ковевме, тогаш време застана, живот престана. Сам сум, ама не сум сам, имам чедо